почитувани членови на Советот на општина Кавадарци, почитуван претседател и членови на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, почитувани коавтори на брошурата Правила за малите пешаци Христина Камчева, Даниела Китева, Ангелинка Стојанова Божинова и стручниот соработник Цанка Добринова. Драги гости, почитувани представници на медиумите. Децата се најранливата категорија учесници во сообраќај. Тие во сообраќајот учествуваат како патници, пешаци, но и возачи, пред се како возачи на велосипеди. За жал, токму сообраќајните несреќи се меѓу 5 најчести причини за смрт на децата во светот. Повеќе од потребно е секојдневно да се спроведува едукација и информирање на децата за сообраќајните правила и со тоа да ја унапредиме нивната безбедност. Овај концепт кој не само што ќе даде резултати ќе ја подобри безбедноста на децата во сообраќајот, туку ќе ја подобри безбедноста на децата во иднина, кои еден ден треба да станат учесници во сообраќајот како пешаци, возачи или патници. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата многу пати досега несебично се вложува во активности за едукација и заштита на безбедноста во сообраќајот. Токму околу новото издание на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, насловено како Правила за малите пешаци, ќе ви се обрати претседателот на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата Гордана Кожубановска. Почитувани членови на Совет на општина Кавадарци, членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, почитувани коавтори на брошурата Правила за малите пешаци Христина Камчева, Даниела Китева, Ангелина Стојанова Божинова и стручните соработници, меѓу кои и Цанка Добринова и други гости. Неповолната статистика за безбедност на патниот сообраќај дополнително не предизвика и не обврзува сите нас и како поединци и како институции да дадеме свој придонес во процесот на подобрување на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Децата се најранливата категорија учесници во сообраќајот. За деца во сообраќајот се сметаат лица на возраст од 0 до 14 години. Тие во сообраќајот учествуваат како патници, пешаци и возачи, пример, возач на велосипед. За жал, токму сообраќајните несреќи се меѓу 5 најчести причини за смртта на децата во светот. Почитувани, јас, Гордана Кожуваровска, целиот свој живот професионално сум ангажирана во воспитно-образовниот систем и тоа во областа на сообраќајот. И точно знам каква е важноста и потребата да се поседува квалитетна стручна литература, а уште повеќе и важноста на достапноста на истата до учесниците во сообраќајот за кои таа е наменета. Во тој случај, тоа се нашите најмили, децата, како и нивните родители. Исто така, долгогодишно искуство на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата потврдува дека повеќе од неопходно е да се спроведува континуирана и квалитетна едукација на децата, како и континуирано надоградување на нивните знаења и способности со цел да бидат одговорни и совесни учесници во сообраќајот. Во таа насока, денес, со особено задоволство, ви го презентираме најновото издание на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата,
насловено како правила за малите пешаци. Оваа брошура представува сликовит потсетник за законските и методичките обврски, но пред се водич за најмалите учесници во собраќајот, децата, кои пешачат или управуваат велосипед, тротинет и слично. Нејзината соодветна дидактичко-методичка структурираност овозможува ефикасна и ефективна примена во работата со децата во текот на образовниот процес. Не само писменоста, туку и колоритниот илустративен дел ја прават оваа брошура отворена и комуникативна и овозможуваат интерактивност, односно вклучување на читателот во интерпретација на содржините, како и креирање на сопствена визуализација. Ваквата постапка на брошурата "Правила за малите пешаци" нуди бројни можности за реализација на работилници од различни области на воспитно-образовниот процес, односно активности до кои децата и младите можат креативно да се произнесат низ читање, рецитирање, илустрирање, музика, интерпретација, игри, видеопрезентации, изложби и уште ред други креативни реализации. Брошурата "Правила за малите пешаци" е објавена и испечатена и на македонски и на албански јазик. Зашто особена благодарност упатувам до Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, кој како и многу пати досега несебично се вложува во активностите за едукација и заштита на безбедноста во сообраќајот. Во наредниот период брошурата ќе биде дистрибуирана до голем број на образовни институции, односно ќе стигне во рацете токму на оние за кои е наменета, децата, а ќе биде достапна и во електронска форма на веб страната на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Така што сите заинтересирани лица ќе имаат слободен пристап за нејзина употреба. Децата се нашето најголемо богатство, нашата иднина. Императив на сите нас е да ја зголемиме безбедноста на децата во сообраќајот, со што ќе ја заштитиме нашата иднина. Во оваа насока особена чест ние и вашето присуство и несебичната поддршка на издавањето и промоцијата на брошурата "Правила за малите пешаци". Ви благодарам уште еднаш што одвоивте време да бидете денес овде и што на овај начин давате свој придонес во грижата за безбедност и заштита на децата, учесници во сообраќајот, како и придонес во заедничкото издигнување на безбедноста на сообраќајот на уште повисоко ниво. Ви благодарам за присуството. Оваа брошура представува сликовит потсетник за законските и методичките обврски, но пред се водиш за најмалите учесници во сообраќајот, децата кои пешачат или управуваат велосипед, тротинет и слично. Нејзината соодветна дидактичко-методичка структурираност овозможува ефикасна
примена во работата со децата во текот на образовниот процес. Почитувани присутни, за и околу тоа што точно содржи брошурата Правила за малите пешаци, од обраќањето на еден од авторите на брошурата Христина Камчева. Повелете. Почитувани представници на Советот на град Кавадарци. Почитувана директорке. Почитувани представници на Републичкиот совет за безбедност на патиштата. Почитуван представник од Министерството за труд и социјална политика. Почитувани колешки, соработници, работници, медиуми и останати гости. Најпрво, сакам да ви посакам срдечно добре дојде на презентацијата на нашата книга за сообраќајот, која всушност представува прва книга од овој тип за дел од нас, авторите, кои што доаѓаме од секторот за заштита на децата. Посебно ми е драго што денес сум обкружена со луѓе со кои секојдневно работам. Луѓе, професионалци во својата работа, кои секогаш се трудат да го постигнат својот максимум во работењето. Секојдневно ја чувствуваме потребата за едукација и информирање на децата за сообраќајните правила и со тоа да ја унапредиме нивната безбедност. Пред да започнам да говорам за бенефитите од ова наше издание, би сакала да истакнам инспирацијата на нас авторите, мотивираноста да се вклучиме во еден ваков проект кој подоцна резултира со ова издание. Години и години во планирање и реализирање на теми од областа на сообраќајот. Години и години мал детски семафор. Организирање и планирање на квизот. Се разбира, овде беа нашите долгогодишни поддржувачи, Републичкиот и Општинскиот совет за безбедност на патиштата. Кога сето ова ќе резултира со стекнати вештини и знаења кај децата и стекната сообраќајна култура, тогаш си велите. Затоа го одбрав ова што го работам. Едукацијата и безбедноста на децата се важни. Важни и тоа како. Воспитно-образовната дејност во раното детство игра клучна улога во развојот на децата. Овој прирачник, слободно можам да го наречам така, нуди можност и представува една насока за воспитниот кадар и со него се нудат безброј можности за поттикнување на детската интелектуална љубопитност, истрајност и социјални вештини. Со ова би поставиле еден темел на кој подоцна ќе се градат и стекнуваат знаења во областа на сообраќајот и сообраќајната култура. За крај би сакала уште еднаш да ве поздравам и да ви порачам. За да станете паметни, потребно е да прочитате само 10 книги. Но за да ги најдете тие 10, треба да прочитате илјадници. Прочитајте ја нашава, ќе ви се допадне. Благодарам. Следен што ќе се обрати е директорката на детската градинка Рада Поцева, Кавадарци, а воедно и стручен соработник на книгата Цанка Девринова. Повелете. Почитувани советници, представници на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот, локалната самоуправа, гостите од Министерството за труд и социјална политика, почитувани, вработени во нашата градинка Рада Поцева. Пријатно се чувствувам како директор што зборувам за труд создаден од вработени во нашата градинка заедно со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Безбедноста на децата во сообраќајот подразбира едуцирање на децата, уште од најрана возраст за основните правила и прописи во сообраќајот. Првите форми на едукација почнуваат во семејството, а потоа продолжуваат во градинката, во училиштето, па и понатаму. Едукацијата за безбедност на патиштата кај децата има важна улога во обликувањето на нивната свест на сообраќајните правила и сообраќајната култура. Ова е едно такво издание во форма на дидактичка литература и е резултат на континуираната работа на воспитувачките на полето на сообраќајот и едукација на децата за сообраќајните правила, за кое сакам
Јас во ова прилика јавно да им се заблагодарам за залагањето на вработените, а пред се на тимот кој работеше на овој проект. Проект кој еве завршува со едно издание. Им честитам на овој успех на авторите на ова дело. Како директор и во иднина ќе ги мотивирам вработените и ќе имаат мојата поддршка во создавање на стручни изданија кои ќе се користат за поквалитетна едукација на децата од нашата градинка па и пошироко. Се надевам дека нашата соработка со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата нема да остане тука и дека понатаму ќе продолжиме да соработуваме. Ви благодарам. За крај на денешната презентација ќе ви се обрати председателот на Општинскиот совет за сообраќај на општина Кавадарци, господин Љупчо Лазов. Повелете. Мене ми останува заедно со вас да го споделам овај убав момент кога зборуваме за едно издание кое сигурно на воспитачките од градинките ќе му ја направат наставата малку поуспешна, престојано децата во градинката малку по-сликовит, по-весел, по-забавен и така натаму. Децата се грижат да сите, тоа и го кажа и претходно. И овој состав овдека кој што беше ангажиран во подготовката и во издавањето на ова дидактичка литература, зборува за тоа дека сите ние заедно треба да функционираме како една целина со цел да му обезбедиме на децата во градинката подобар престој исполнет со едукација, меѓутоа и со многу среќни, радосни и убави моменти. Морам да кажам дека градинката, соработката на Општинскиот совет со градинката е одличен во изминатиот период и како резултат на таа соработка дојде до овај издание на овој труд. Нема да должам повеќе, сакам да им честитам на авторите и да им ја испратам пораката да продолжат и понатаки да творат вакви слични трудови кои што ќе користат на децата за да бидат подобро едуцирани, а на воспитачките да им ја направат наставата постручна, по-забавна и на некој начин по-ефикасна. Ви благодарам. Почитувани присутни, со ова браќање завршивме денешната презентација на прирачникот Правила на малите пешаци. Во наредниот период, брошурата ќе биде дистрибуирана до голем број на образовни институции, односно ќе стигне во рацете токму на оние за кои е наменета, децата, а ќе биде достапна и во електронска форма на веб страницата на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, така што сите заинтересирани лица ќе имаат слободен пристап за нејзината употреба. Ви посакувам пријатен ден.